Дечки, здраво! Стигнавме до крајот на оваа книга, до последното поглавје, 9-тото воедно. Ова патување за мене беше волшебно, не знам за вас, можеби затоа што ова што го правам навистина го сакам, нема да застанам, иако условите во кои што од сега па натаму после оваа книга ќе продолжам да работам ќе бидат многу повеќе ограничени поради ситуацијата во која што се наоѓаме, во која што се наоѓа целиот свет. Но тоа нема да не спречи да се трудиме да останеме психички здрави, се разбира и физички, а еден од најдобрите начини за да си го сочуваме умот е токму преку книгата. Ви благодарам на сите што сте тука на овој YouTube канал, ви благодарам на сите што допрва ќе се приклучите, ви благодарам за сите коментари и она што сега во овој момент ми е потребно од вас, кога ја завршуваме баш ме заболе, веќе да добивам предлог книги кои што сакате да ги читам, а од нив секако морам јас да селектирам една. За следната книга што ќе ја читаме да биде лично по ваш избор, не по мој. 9-тото поглавје на баш ме заболе. Уживајте. И тогаш умираш. Самиот побараја вистината за себе и ќе се сретнеме таму. Тоа беше последното нешто што Џош ми го кажа во животот. И кога тој го кажа тоа беше кажано иронично, со намера и да звучи сериозно и истовремено подбивајќи се со луѓето кои се обидуваат да звучат сериозно. Беше пијан и дрогиран. И ми беше добар другар. Мигот што во животот ми ја донесе најголемата промена, најголемата трансформација, ми се случи кога имав 19 години. Мојот другар Џош ме одведе на една забава на езеро, веднаш на Далас во Тексас. На еден рид имаше ниски згради со апартмани, под ридот имаше базен, а под базенот имаше карпа надвисната над езерото. Карпава не беше премногу висока, може би околу 9 метри или нешто повеќе, а сепак беше доволно висока за да размислиш малку пред да скокнеш, а доволно блиску до водата за со вистинска комбинација на алкохол во крвта и чистиот притисок, и тоа малку размислување пред скокот веднаш да исчезне. Набргу откако пристигнавме на забавата, Џош и јас седнавме заедно во базенот, пиејќи пиво и разговарајќи, како што тоа вообичаено го прават младите палави дечишта. Зборувавме за пиење алкохол, за музички групи, за девојки и за сите кул нешта што му се случиле на Џош летото, откако го напушти музичкото училиште. Зборувавме за тоа да свириме заедно, да направиме група и да се преселиме во Њујорк. Нешта што во тоа време беа само далечен сон. Бевме дечишта. Се скокали од тука? Прашав по некое време, покажувајќи со главата кон карпата надвисната над езерото. Да, рече Џош. Овде сите скокаат од таму. А ти, ќе скокнеш ли? Слегна со рамената. Може би ќе видиме. Подоцна вечерта, Џош и јас се разделивме. Мене вниманието ми го привлече една убава азијатка која сакаше видеоигри, што тогаш за мене еден најобичен шутрак тинеџер беше како да сум добил на лото. Таа од првен како воопшто да не беше заинтересирана за мене, но беше пријателски настроена и ми дозволи да зборувам, и така ја зборував. По неколку пива, собрав доволно храброст за да ја прашам да се качи со мене во куќата за да земеме нешто за јадење. Се согласи без проблем. Додека се качувавме по ридот, налетавме на Џош, кој пак слегуваше надолу. Го прашав дали сака нешто за јадење, пошто ми рече дека не сака. Го прашав каде да го побарам подоцна, се насмеа и рече: самиот побараја вистината за себе и ќе се сретнеме таму. Кимнав и направив сериозна гримаса. Во ред, ќе се видиме таму, му реков, како сите да знаеа каде точно се наоѓа вистината и како се стигнува до неа. Џош се насмеа и зачекори надолу по ридот, упатувајќи се кон карпата. И јас се насмевнав и продолжив нагоре по ридот кон куќата. Не паметам колку долго остана внатре. Паметам само дека кога повторно излеговме надвор со девојката, сите си беа отидени и се слушаа сирени. Базенот беше празен. Луѓето трчаа надолу по ридот кон брегот под карпата.
Некои веќе беа долу покрај водата. Забележав дека неколкумина пливаат наоколу во водата. Беше мрачно и не се гледаше јасно. Музиката се уште беше пуштена, но никој не ја слушаше. Се уште без да ги поврзам нештата, и јас побрзав надолу кон брегот, притоа гризејќи од сендвичот, љубопитен да видам што е тоа што сите го гледаат. На половина пат до долу, убавата косоока девојка ми рече: "Мислам дека си има случајно нешто ужасно." Кога стигнав до подножието на ридот, прашав некого каде е Џош. Никој ниту ме погледна, ниту воопшто забележа дека сум тука. Сите беа загледани во водата. Прашав повторно и тогаш една девојка почна неконтролирано да плаче. Тогаш ги поврзав нештата. На нуркачите им требаше 3 часа за да го пронајдат телото на Џош на езерското дно. Аутопсијата покажа дека нозете му фатиле грч како резултат на дехидрирањето предизвикано од алкохолот, како и од ударот со водата при скокот од карпата. Кога тој скокнал од карпата, веќе беше темно, ноќта беше спуштена и не се распознаваше каде почнува водата, а насекаде се гледаше само црно. Никој не можел да види од каде доаѓале неговите повици за помош. Само околните плисоци. Неговите родители подоцна ми кажаа дека речиси и не знаел да плива. Јас воопшто не го знаев тоа. За да заплачам, ми беа потребни 12 часа. Бев во автомобилот, возев назад на кај дома, на кај Остин, следното утро. Му се јавив на татко ми и му кажав дека се уште сум во близина на Далас и дека тој ден нема да дојдам на работа. Тоа лето работев за него. Тој ме праша: "Зошто? Што се случи? Се ли е во ред?" И тогаш се случи поплавата. Плачењето и врескањето и мрсуларвењето. Застанав со автомобилот покрај патот, го стегнав телефонот в рака и се исплакав онака како што само едно мало момче може да му се исплаче на својот татко. Тоа лето паднав во длабока депресија. Дотогаш си мислев дека сум бил во депресија и порано. Но ова сега беше едно целосно ново ниво на беззначајност. Една тага што беше толку длабока што болеше дури и физички. Луѓе ќе доаѓаа и ќе се обидуваа да ме разведрат, а јас само ќе седев таму и ќе ги слушав како ги кажуваат сите нешта што треба да се кажат и како ги прават сите нешта што требаше да се направат. И јас ќе им се заблагодарував и ќе им кажав дека било навистина љубезно од нивна страна што дошле да ме посетат, пошто ќе наместев лажна насмевка на лице и ќе излажев, ќе кажав дека ми е подобро, но вистината беше дека под површината јас едноставно не чувствував апсолутно ништо. Неколку месеци по случката често го сонував Џош. Во соништата јас и тој водевме долги разговори, како за животот и смртта, така и за секојдневни неважни нешта. Се до тогаш, до оваа случка, јас бев едно најобично, постојано надувано, типично момче од средната класа. Мрзливо, неодговорно, обременето со социјална анксиозност и длабоко несигурно во себе. Џош на многу начини беше личноста која ми представуваше пример за тоа каков сакам да бидам. Беше постар од мене, посигурен во себе, поискусен и поприемчив и поотворен кон светот околу себе. Во еден од моите последни соништа со Џош, седев заедно со него во џакузи, да знам, мошне откачено, и реков нешто како: "Навистина ми е жал што умре." Тој се насмевна. Не се сеќавам со кои точно зборови го кажа она што го кажа, но нивното значење беше приближно следново: "Зошто се грижиш за тоа што сум јас мртов, кога ти самиот се уште толку се плашиш да живееш?" Се разбудив плачејќи. Тоа лето бев седнат на каучот на мајка ми, зазјапан во така нареченото ништо, во бескрајната и недофатлива празнина што остана да зјае на местото каде што порано беше мојот другар Џош, кога одеднаш, одненадеж, ми светна дека ако веќе нема никаква причина за да се прави нешто, тогаш нема никаква причина и нешто да не се прави.
дека земајќи ја предвид неминовноста на смртта, нема причина за препуштање на нештата како што се стравот или срамот, затоа што конечно на крајот и онака се сведува на едно големо ништо. И дека со тоа што поголемиот дел од мојот дотогашен кус живот го избегнував, она што беше болно или непријатно, јас всушност го избегнував и самиот живот како таков, она што навистина значи да бидеш жив. Тоа лето се откажав од пушењето трева и цигари и од играњето видеоигри. Се откажав од моите смешни мечти за тоа да станам рок звезда и се отпишав од музичкото училиште, а се запишав на курсеви за подготовка на факултет. Почнав да вежбам и значително ослабнав. Запознав нови луѓе и стекнав нови пријателства. Ја имав првата вистинска врска со девојка. Тогаш, прв пат во животот, јас всушност учев за часовите што ги посетував, што ме доведе до тоа да сватам дека можам да добивам и добри оценки и дека за такво нешто е потребно само да се насочам натаму и тоа нешто на вистина да ми значи. Следното лето си поставив задача да прочитам 50 стручни книги за 50 дена и го сторив тоа. Следната година се префрлив на еден одличен универзитет на другиот крај на земјата, каде што по прв пат во животот постигнував извонредни успеси и од академски и од социјален аспект. Смртта на Џош ја обележува најјасната точка во спрегата пред потоа што можам да ја идентификувам во животот. Пред трагедијата, јас бев заробен во себе, без никакви амбиции, постојано опседнат со тоа што и како би можел светот да мисли за мене. По трагедијата, станав сосема нова личност. Станав одговорен, љубопитен, трудолюбив. Се уште во себе влечкав известни несигурности и товар, никој од нас не успева целосно да се ослободи од се, но сега почнав да се грижам за нешто многу поважно од сопствените несигурности и од сопствениот товар. А токму тоа ја направи целата разлика. Чудно но вистинито. Смртта на некој друг беше она што ми го дозволи тоа конечно да почнам да живеам. А можеби најлошиот момент во мојот живот беше и оној што ми ја донесе и најголемата промена. Смртта не плаши, а поради тоа што не плаши, избегнуваме да мислиме на неа, да зборуваме за неа. Понекогаш дури и да ја прифатиме како реалност, дури и кога ќе му се случи на некој близок. А сепак, на некаков бизарен, чуден начин, токму смртта е светлината наспроти која се мери и проценува сенката што ја сочинува значењето на сечи живот. Без смртта, се би се чинало беззначајно. Секој искуство би изгледало површно, а сите мерки и вредности би биле еднакви на нула. Нешто што ќе не надминува. Ернест Бекер бил академски изгнаник. Тој во 1960 година ја добил својата титула на доктор по антропологија. Во неговата докторска дисертација ги споредувал неверојатните и неконвенционални методи и практики на зен будизмот со оние на психоанализата. Во овој период на зен будизмот се гледало како на нешто што е само за хипиците и за зависниците од дрога, а на психоанализата на Фројд како на своевидна надриформа на психологија, останата да се влечка наоколу уште од камено време. Во рамките на неговата прва работа како асистент на професор, Бекер брзо почнал да се соочува со многумина кои на психијатриската практика гледале како на еден вид фашизам. Тие на неа гледале како на своевидна ненаучна форма на угнетување, насочено против слабите и безпомошните. Проблемот бил во тоа што токму оној што му бил предпоставен на Бекер бил психијатар. Па така, ова било нешто како почнување со првата работа во животот и притоа веднаш споредување на оној што ти е предпоставен со Хитлер. И, како што можете да си предпоставите, бил веднаш отпуштен. Така, Бекер ги понел со себе своите радикални идеи некаде каде што си мислел дека би можеле да бидат прифатени. На Беркли во Калифорнија.
Но и ова не траело долго. Она што Бекер постојано го туркало во неволи, не биле само неговите тенденции насочени против естаблишментот. Затоа дел од вината отпаѓал и на неговите несекојдневни методи на работа. Тој ги користел делата на Шекспир во подучувањето психологија, употребувал книги по психологија за да подучува антропологија, а податоци од полето на антропологијата за да поучува социологија. Имало случаи кога се облекувал како кралот Лир и се впуштал во божемни дуели со мечувања во текот на предавањата и држал долги политички говори што немале никакви заеднички точки со тековниот план за настава. Студентите го обожавале. Сите други на факултетот го презирале. И за помалку од една година тој повторно добива отказ. Бекер потоа заминува на Државниот универзитет на Сан Франциско, каде што успева да се задржи на работното место подолго од една година. Но, кога избиваат студентските протести против Виетнамската војна, универзитетот ја повикува Националната гарда и нештата стануваат насилни. Кога Бекер застанал на страната на студентите и јавно ги осудил постапките на деканот, при што повторно го споредил оној што му бил предпоставен со Хитлер и со се што оди рака под рака со тоа, повторно добил отказ. Бекер во период од 6 години сменил 4 работни места, а пред да може да доби отказ и од петото, се разболел од рак на дебелото црево. Прогнозата била лоша. Ги минал следните неколку години закован за постела и со мали шанси за преживување. Па така Бекер одлучил да напише книга, а како тема за книгата ја одбрал смртта. Бекер починал во 1974 година. Неговата книга Одрекување на смртта ќе ја добие Пулицеровата награда и ќе стане еден од највлијателните интелектуални пишани трудови во 20 век, што ќе ги протреса по линијата на психологијата и на антропологијата, а во исто време ќе дојде до длабоки филозофски заклучоци што се влијателни и до денешен ден. Во суштината, одрекување на смртта може да се сведе на две главни поенти. Првата, луѓето се единствени по тоа што ние сме единствените животни што можеме да размислуваме во концепти и да размислуваме за себе си абстрактно. Кучињата не се нервираат за нешта поврзани со нивната кариера, мачките не размислуваат за грешките направени во минатото и не се прашуваат што би можело да се случи доколку стореле нешто различно. Мајмуните не се расправаат за нешто што би можело да се случи во иднина, исто како што рибите не се прашуваат дали би биле попривлечни за другите риби ако имаат подолги перки. Како луѓе, благословени сме со способноста да се замислуваме себе си во хипотетички ситуации, да размислуваме и за минатото и за иднината, да замислуваме други реалности или ситуации каде што нештата би можеле да бидат различни. И токму поради оваа уникатна ментална способност, вели Бекер, сите ние во одреден момент стануваме свесни за неминовноста на нашата собствена смрт. А поради тоа што сме способни да замислуваме алтернативни верзии на реалноста, ние исто така сме и единствените животни способни за замислување реалност без нас во неа. Ова сваќање го предизвикува она што Бекер го нарекува вџашеност од смртта, што всушност е една длабока екзистенцијална анксиозност што лежи во основата на се што мислиме или правиме. Второто нешто што сака да го потенцира Бекер почнува со премисата дека ние во суштината имаме две јаства. Првото е она физичкото, она што јаде, спие, рка и си ги празни цревата. Второто јаство е она концептуалното, нашиот идентитет или како ние се гледаме себе си. Бекер го темели ова тврдење врз следниот аргумент. Сите ние, на некој известно ниво, сме свесни за тоа дека нашето физичко јаство еден ден ќе умре, ќе го снема, дека смртта е неизбежна и дека оваа неизбежност
на некое несвесно ниво, ни предизвикува неверојатен страв. Од тука, со цел да компензираме за овој наш страв од неизбежното губење на нашето физичко јаство, се обидуваме да исконструираме едно концептуално јаство што ќе живее за секогаш. Ова е причината зошто на луѓето им е толку важно нивните имиња да ги има на згради, на статуи, на грбовите на книгите. Ова е причината зошто сакаме да минуваме толку време давајќи се себе си на другите, особено на децата, со надеж дека нашето влијание, нашето концептуално јаство ќе трае многу повеќе од нашето физичко јаство. Дека ќе бидеме запаметени и почитувани и некому ќе представуваме идол, долго откако нашето физичко јаство ќе престане да постои. Бекер ваквите напори ги именува како наши проекти за бесмртност, проекти што му овозможуваат на нашето концептуално јаство да продолжи да живее многу подолго од моментот кога ќе не стигне физичката смрт. Всушност, вели тој, целата човечка цивилизација представува резултат на нашите проекти за бесмртност. Градовите, владите, градбите и авторитетите што се овде денес се проекти за бесмртност на мажи и жени кои биле овде пред нас. Тие се остатоци од концептуални јаства што успеале да не умрат. Имињата како Исус, Мухамед, Наполеон и Шекспир се и денес исто толку моќни како и кога овие луѓе живееле, ако не и повеќе. А токму тоа и е целта. Дали тоа ќе биде преку доведување до совршенство на некоја уметничка форма, или преку освојување нова земја, или преку стекнување огромни богатства, или едноставно со тоа што ќе се биде дел од едно големо и среќно семејство, што ќе обстојува многу генерации, целото значење во нашите животи е обликувано од оваа внатрешна желба никогаш да не се умре вистински. Религијата, политиката, спортовите, уметноста и технолошките иновации, сето тоа е резултат на човечките проекти за бесмртност. Бекер смета дека војните, револуциите и масовните убиства се јавуваат кога проектите на бесмртност на една група луѓе ќе се судрат со исти вакви проекти на друга група луѓе. Цели векови угнетувања и крвопролевања, спроведувани врз милиони луѓе, се оправдувани токму во име на одбраната на проект за бесмртност на една група луѓе наспроти ист ваков проект на друга група луѓе. Но кога нашите проекти за бесмртност ќе потфрлат, кога значењето ќе се изгуби, кога шансата нашето концептуално јаство да го надживее нашето физичко јаство веќе не изгледа ниту можна, ниту веројатна, вџашеноста од смртта, таа ужасна, депресивна анксиозност, повторно ни се вовлекува во умот. Ова може да биде предизвикано од некаква траума, исто како и од изложеност на срам или на подсмев. А како што Бекер го истакнува тоа, може да биде предизвикано и од некакво ментално заболување. Ако се уште ги немаш поврзано работите, еве, токму нашите проекти за бесмртност се нашите вредности. Тие се барометри на она што е вредно и значајно во нашите животи. А кога ќе потонат, кога ќе потфрлат нашите вредности, кажано со речникот на психологијата, потфрлуваме и ние. Она што во суштината, го вели Бекер, е дека сите ние сме водени од страв да се грижиме премногу за нешто, затоа што тоа, да се грижиш многу за нешто, е единственото што ни го оттргнува вниманието од реалноста и од неизбежноста на сопствената смрт. А да се стигне до стадиумот на вистина да не ти е гајле за апсолутно ништо, значи да се постигне една квази духовна состојба на прифаќање на непостојаноста на сопственото постоење. А кога човек ќе ја постигне ваквата состојба, веројатноста за запаѓање во различни видови овластеност е многу помала. Бекер потоа на смртната постела доаѓа до едно изненадувачко сознание.
Тоа дека проектите за бесмртност на луѓето не се решението на проблемите, туку дека токму тие се вистинскиот проблем. Дека наместо да се обидуваат да го имплементираат, често и со посредство на смртносна сила, своето концептуално јаство ширум светот, луѓето би требало да го преиспитуваат сопственото концептуално јаство и да стануваат посмирени во поглед на стварноста, на сопствената смрт. Бекер ова го нарекол горкиот против отров, при што и самиот се обидувал со негова помош да се помири со сопственото претходно погрешно поимање на нештата. Да, смртта е лоша, но и неизбежна. Од тука, сваќањето дека тоа не е само што не треба да го избегнуваме, туку треба и да се потрудиме да го сватиме и да се помириме со него на најдобриот можен начин. Затоа што кога еднаш ќе се помириме со фактот дека еден ден ќе умреме, со овој примарен длабок страв, со анксиозноста што лежи во коренот на сите залудни и невредни амбиции во животот, тогаш стануваме способни да ги избираме нашите вредности послободно, без стегите и ограничувањата наметнувани од нелогичната потреба по бесмртност и без опасност од запаѓање во опасните догматски согледувања на нештата. Сончевата страна на смртта. Стапнувам од камен на камен, се качувам бавно и полека, при што мускулите на нозете ми се истегнуваат и ме болат. Во оваа состојба блиска на транс, што настапува како резултат на бавни повторливи физички движења, што бараат голем напор и предизвикуваат голем замор, се приближувам до врвот. Небото станува се пошироко и попространо. Сам сум. Моите пријатели се далеку зад мене. Го фотографираат океанот. Конечно, искачувам една карпа и погледот се отвора пред мене. Одовде го гледам бескрајниот хоризонт. Се чувствувам како да стојам и да гледам од работ на земјата, каде што водата се сретнува со небото, каде што сино се сретнува со сино. Ветрот силно ми удира во кожата. Го кревам погледот. Светло е. И прекрасно. Се наоѓам во Јужноафриканската република, на ртот на Добрата Надеж, кој некогаш се сметал за најјужниот дел на Африка и воедно за најјужната точка на светот. Ова е едно бучно место каде што постојано има бури што ги брануваат опасните и немирни водни пространства. Место каде што со векови се одвиваат најразновидни трговски сделки и секакви превирања. И иронично, место на изгубени надежи. Има една поговорка на португалски што вели El dobro acabo de boa esperanza. Значењето е го заобиколува ртот на Добрата Надеж. Иронично, ова значи дека животот на оној за кој станува збор е во неговата завршна фаза, дека за него веќе нема можност за никакви нови успеси и остварувања. Ги преминувам карпите и камењата и зачекорувам кон синилото, допуштајќи му на пространството да ми го обземе целиот видокруг. Се потам, а во исто време ми е и студено. Возбуден сум, но и нервозен. Дали е ова тоа? Ветрот ми фучи во ушите. Не слушам ништо, но го гледам работ. Местото каде што се сретнуваат каменот и заборавот. Запирам и еден миг само стојам во место, оддалечен од таму неколку метри. Можам да го видам океанот под мене, како удира и се пени спроти гребените што се простираат со километри во далечина на обете страни. Брановите немилосрдно бијат по непробојните камени ѕидови. Директно пред мене чека амбис од сигурно блиску 50 на метри пат пред завршување во водата. Десно од мене гледам туристи начичкани низ целиот пејсаж долу, кои се фотографираат и се збираат во формации исто како кај мравките. Лево од мене е Азија. Пред мене е небото,
А зад мене е сето она во што сум се надевал во животот и што го носам со себе. Што ако ова е тоа? Што ако ова е воопшто се? Гледам наоколу, сам сум. Го правам првиот чекор кон работ на бездната. Се чини како човечкото тело да е самото по себе опремено со некаков природен радар за ситуации што представуваат потенцијална смртна опасност. Например, истиот миг кога ќе се најдеш на оддалеченост од околу 3 метри од работ на некој гребен, притоа не сметајќи ја заштитната ограда, во телото почнува да ти се развива некаков вид тензија. Грбот ти се вкочанува, кожата ти се намовнува, погледот ти станува хиперфокусиран на секој можен детаљ во твојата околина. Стапалата ги чувствуваш како да ти се направени од камен, како некаков голем невидлив магнет полека да ти го враќа телото назад на безбедно. Но јас му се опирам на магнетот. Си ги одвлечкувам камените стапала поблиску до работ. На оддалеченост од метар и половина, твојот ум и се придружува на забавата. Сега можеш да го видиш не само работ на гребенот, туку можеш да видиш и долу, да ги видиш огромните испупчувања и нерамнини таму, што ти предизвикуваат секакви несакани визуализации на сопнување и паѓање и превртување по нив, пошто следува крајот со плеснување во водата. Умот те потсетува дека падот надолу е многу голем. Кога го велам ова, мислам на вистина голем. Што правиш, човеку? Престани да одиш натаму, запри. Му кажувам на умот да замолчи и продолжувам бавно да се движам натаму. На околу метар оддалеченост, телото ти влегува во целосна црвена тревога. Сега се наоѓаш во своевидна грозница, што ти ја наметнува реалната можност дека животот може да ти заврши многу скоро. Се чувствуваш како некаков голем виор да може во кој било миг да те крене и да те втурне надолу во таа сина преполовена вечност. Рацете ти се тресат. Исто така и нозете. Исто така и гласот што го забележуваш во случај да ти треба потсетување дека ако останеш каде што си, нема да паднеш и да умреш. Оддалеченоста од околу 1 метар е апсолутна граница на поголемиот број луѓе. Едноставно, тоа е доволно близу за да можеш да се поднаведнеш нанапред, за да видиш каде завршува амбисот, но во исто време и доволно далеку за да го чувствуваш тоа дека не си изложен на вистински ризик да го загубиш животот. Стоењето толку блиску до работ на некаков гребен или карпа, па дури да се работи за едно толку убаво место, што неминовно побудува восхит, како што е тоа ртот на добрата надеж, предизвикува силна вртоглавица и може да те доведе до повраќање на последниот оброк. Дали е ова тоа? Дали е ова се? Дали веќе знам се што можам да дознаам? Правам уште еден миниатурен чекор, па уште еден. Сега сум на едва и нешто повеќе од половина метар од работ на бездната. Ногата што ми е малку понапред ми се затресува додека си ја пренесувам телесната тежина на неа. Продолжувам напред, бавно, но упорно, против магнетот, против сопствениот ум, против сите инстинкти за преживување што ги поседувам. Од бездната ме дели само една стапка. Се загледувам директно во бездната под мене. Одеднаш ми надоаѓа незапирлив наплив на солзи. Телото инстинктивно ми подклекнува, така обидувајќи се да се заштити од нешто замислено и необјаснимо. Ветрот бие во налети, а мислите ми не идуваат како отсечни удари. На една стапка оддалеченост се чувствуваш како да лебдиш. Се освен гледањето директно надолу ти побудува чувство како да си едно со небото. И всушност, во овој миг, веќе како малку и да очекуваш дека ќе паднеш. Накусо подклекнувам, земам здив, си ги прибирам мислите. Се присилувам да гледам долу во водата, која удира во карпите под мене. Потоа повторно погледнувам надесно,
кон малите мравки кои се збираат во купови околу знаците под мене, фотографирајќи се, трчајќи по автобусите за туристи, како за да видам дали некој случајно можеби ме гледа. Оваа желба за внимание е целосно и рационална. Но конечно, токму такво е и сето ова воопшто. Се разбира дека е невозможно некој како било да стигне до мене. А дури и да е така, овие луѓе во далечината не би можеле ниту да кажат, ниту да направат нешто околу тоа. Се што слушам е ветрот. Дали е ова тоа? Телото ми трепери, а стравот преминува во ефоричен и ме заслепува. Го фокусирам умот и си ги прочистувам мислите како во своевидна медитација. Ништо не те прави поприсутен и пососредоточен од тоа да си на само неколку сантиметри оддалеченост од твојата смрт. Се исправувам и повторно го пуштам погледот пред себе, пошто забележувам дека сум насмевнат. Се потсетувам дека во ред е да се умре. Корените на ваквото своеволно, па дури и весело соочување со сопствената смртност датираат од најстарите времиња. Стоиците во старата Грција и во стариот Рим им велеле на луѓето постојано да имаат смртта на ум, за да можат повеќе да го ценат животот и за да останат понизни и скромни во соочувањата со неволите што тој ги носи со себе. Во рамките на различните форми на будизам, практикувањето на медитацијата често се подучува како начин за подготвување на себе си за смртта уште додека си жив. Поништувањето, растопувањето на егото во се присутната празнина, постигнувањето на состојба на просветленост, позната како нирвана, се поима како подготовка за преминување на другата страна. Дури и Марк Твен, таа обрасната шупелка што дојде и си замина одовде заедно со Халеевата комета, го има речено следново: стравот од смртта произлегува од стравот од животот, а човекот кој го живее животот со полни гради е подготвен да умре во кое било време. Назад, на карпата, малку се поднаведнувам, притоа полека префрлувајќи ја тежината наназад. Ги ставам дланките на земјата зад мене и бавно седнувам на задникот. Потоа, постепено ја префрлувам едната нога на дработ на гребенот. Забележувам мало подиспупчено место на карпата под мене. Си го ставам стапалото таму. Потоа, ја префрлувам и другата нога преку работ и го ставам и другото стапало таму. Останувам така седна таму некое време, накрепен на дланките зад мене, додека ветрот ми ја бушави косата. Анксиозноста сега е поднослива, се додека останувам фокусиран на хоризонтот распостелан пред мене. Потоа станувам, се исправувам и повторно го пуштам погледот надолу. Стравот повторно ми го пробива рбетот, ми пушта струја низ екстремитетите и ми го фокусира умот како ласер на точните координати на секој сантиметар од моето тело. Стравот на моменти ме вкочанува, но секогаш кога ќе се случи тоа, јас си ги празнам мислите, си го фокусирам вниманието на дното на бездната под мене и се присилувам да погледнам во мојата можна пропаст, а потоа едноставно и да го прифатам незиното постоење како такво. Седнат сум на крајот на светот, на најјужниот можен раб на надежта, на портата кон истокот. Чувствата ме преплавуваат. Чувствувам како адреналинот ми се пумпа низ телото. Никогаш порано немам почувствувана толкова возбуда од тоа да се биде толку мирен, толку свесен. Го слушам ветрот и го гледам океанот и ги гледам краевите на земјата. А потоа се насмевнувам заедно со светлината, свесен дека се што таа допира е добро. Соочувањето со реалноста, со вистинитоста на сопствената смртност е важно затоа што тоа ги поништува сите никакви, слаби и површни вредности во животот. И додека на најголемиот дел од луѓето деновите им минуваат во обид да заработат некоја пара повеќе, или пак уште малку слава и внимание,
или уште малку сигурност дека имаат право или дека се сакани, смртта сите не соочува со едно многу поболно и поважно прашање. Што ќе оставиш по себе? Како светот ќе биде различен и подобар кога ќе те снема? Каков белег ќе оставиш? Какво влијание ќе имаш? Се вели дека кога една пепируга ќе замавне со крилата во Африка, тоа може да предизвика ураган на Флорида. Епа, кои и какви урагани ќе оставиш ти зад себе кога ќе се заминеш од светов? Според Бекер, ова може да е единственото на вистина важно прашање во сечи живот. А сепак избегнуваме да размислуваме за тоа. Како прво, затоа што е тешко. Второ, затоа што е страшно. Трето, затоа што немаме ама баш никаква врска што воопшто правиме. А кога го избегнуваме ова прашање, им допуштаме на површните и лоши вредности да ни ги киднапираат мозоците и да воспостават контрола над нашите желби и амбиции. Без прифаќање на постојано присутниот поглед на смртта, неважното се прикажува како важно, а важното како неважно. Смртта е единственото нешто во што можеме да бидеме целосно сигурни. И токму поради тоа, таа мора да биде компасот според кој ќе ги ориентираме сите други вредности и одлуки. Таа е точниот одговор на сите прашања што би требало да ги поставуваме. Но никогаш не го правиме тоа. Единствениот начин да се биде комотен во врска со смртта лежи во разбирањето и во согледувањето на себе си како нешто поголемо од себе си. Да се изберат вредности што го надминуваат служењето само на себе. Вредности што се едноставни, непосредни и лесни за контролирање и толерантни кон хаотичниот свет околу тебе. Ова е основниот корен на целата среќа. Без оглед дали ќе го слушаш Аристотел или психолозите на Харвард, или Исус Христос, или проклетите Битлси, сите тие велат дека среќата произлегува од една и иста работа. Тоа да се грижиш за нешто поголемо од себе си. Да веруваш дека си составен дел од некаков многу поголем ентитет. Дека твојот живот е само некаков страничен процес од некаква голема нејасна продукција. Ова чувство е токму она чувство што ги тера луѓето да одат во црква. Токму она чувство поради кое водат војни. Она чувство поради кое формираат семејства и ја чуваат заштедата од пензиите и поради кое градат мостови и ги измислиле мобилните телефони. Она нејасно чувство дека се дел од нешто поголемо и понеподложно за сознавање од себе си. А чувството на овластеност не лишува од ова чувство. Тежината што чувството на овластеност ја понесува со себе, го вшмукува целото внимание кон внатре, кон себе си, а тоа прави да се чувствуваме како ние самите да сме во центарот на сите проблеми во универзумот, како токму ние да сме оние врз кои се уриваат сите неправди, како ние да сме оние што заслужуваат да се подобри од сите други. Колку и тоа да може да звучи примамливо, чувството на овластеност не изолира, не оттуѓува од другите. Нашата љубопитност и возбудата поврзани со светот се свртуваат наопаку и почнуваат да ги одразуваат нашите собствени погрешни представи и проекции во однос на секоја личност што ќе ја сретнеме и секоја случка што ќе ја искусиме. Ова може да направи да се чувствуваме секси и привлечно и може некое време да се чувствуваме добро поради тоа и што се вели да продаде многу билети, но тоа во суштината е отров за духот. Сега во овој миг, токму ова е динамиката што не прави несреќни. Денес сме материјално добро подкрепени, но од психолошки аспект измачувани сме на навистина многу мизерни и празни начини. Сите гледаат да се ослободат од каква било одговорност, барајќи општеството да е тоа што ќе се грижи за нивните чувства и потреби. Има луѓе што цврсто се држат за некакви површни образци на сигурност, што се обидуваат да им ги натураат на другите луѓе, што често знае да биде и насилно, направено во име на некаква измислена повисока цел.
Луѓето опиени од некакво чувство на лажна надмоќност се оддаваат на пасивност и на летаргија поради стравот од преземање активност во насока на правење нешто вредно и од можноста за неуспех во науменото. Разгаленоста на модерниот ум резултираше со формирање население што се чувствува како да треба нешто да добие без тоа нешто да го заслужи. Население што смета дека полага право на нешто без да се жртвува за тоа нешто. Луѓето си се прогласуваат себе си за експерти, за предприемачи, за пронаоѓачи, за иноватори и за инструктори без никакво вистинско животно искуство. А тие не го прават тоа затоа што навистина мислат дека се поважни од кој било друг. Го прават затоа што чувствуваат потреба да бидат важни, за да бидат прифатени во еден свет каде што се емитува само она исклучителното. Нашата култура денес смета дека големото внимание и големиот успех се нешто едно и исто, но тоа не е така. Ти си важен, тоа е веќе така, без разлика дали го сваќаш тоа или не, без разлика дали кој било го сваќа тоа или не. А тоа не е така затоа што си направил некаква апликација за iPhone или затоа што си завршил една школска година порано или затоа што си купил некаков луксузен чамец. Овие нешта не ја дефинираат големината и важноста. Ти веќе си важен затоа што наспроти бескрајната конфузија и неизбежната смрт продолжуваш да избираш за што да ти биде гајле, а за што не. Токму овој факт, ова едноставно дополнување на вредностите според кои што се водиш во животот, веќе те прават прекрасен, веќе те прави успешен и веќе те прави сакан. Дури и да не си свесен за тоа, дури и да спиеш во беда и да гладуваш, и ти ќе умреш. А тоа е затоа што и ти си бил доволно среќен за да живееш. Може би не го чувствуваш тоа, но само обиди се некогаш да постоиш некое време на некоја висока карпа, па може би ќе го почувствуваш ова за што ти говорам. Буковски еднаш напиша: сите ќе умреме, сите до еден. Каков циркус. И тоа би требало да не натера да се сакаме меѓу себе. Но тоа не е така. Преплашени сме и депримирани од тривијалностите на животот. Ништото не јаде. Во мислите се навраќам на ноќта кај езерото, кога гледав како болничарите го вадат телото на мојот другар Џош како риба од езерото. Се сеќавам дека зјапав во црната ноќ на Тексас и гледав како моето его полека се растопува во неа. Смртта на Џош ме научи многу повеќе отколку што тоа можев да го согледам тогаш кога се случи. Да, токму таа ми помогна да сватам што сум и каде сум и да почнам да ја превземам одговорноста за изборите што ги правам и да си ги следам со ништата со помалку страф и потиснување. Но сето тоа беа само придружни појави на една подлабока, посуштинска лекција. А суштинската лекција за која што ви говорам е следнава. Дека нема од што да се плашиш. Никогаш. И тоа што во текот на сите овие години постојано се потсетував себе си на сопствената смрт, било преку медитација, било со читање филозофија или пак со правење луди работи, како што е стоењето на работ на карпа во Јужна Африканската република, е единственото нешто што ми помогна да го одржувам ова сознание живо и секогаш во средиштето на моите размислувања. Ова прифаќање на сопствената смрт, ова разбирање на сопствената кревкост, за мене ги направи сите нешта многу полесни. Одвикнувањето од моите зависности, препознавањето на и соочувањето со моето чувство на овластеност, прифаќањето на одговорноста за сопствените проблеми, страдањето како последица на стравовите и несигурностите, прифаќањето на неуспесите и помирувањето со одбивањата. Сето тоа стана многу полесно со ставањето на мислата за сопствената смрт во перспектива. Колку повеќе и подолго се загледувам во темнината, толку животот станува посветол и толку мојот подсвесен отпор кон што било се намалува.
Останувам така седнат на ртот неколку минути, впивајќи се во себе. Кога конечно одлучувам да станам, си ги ставам дланките зад себе и накрепувајќи се на нив, назадечки станувам. Потоа, бавно се исправувам. Ја проверувам површината околу мене, за да се уверам дека во близина нема никаков камен што би можел да ме саботира. Увидувам дека е безбедно и полека почнувам да чекорам назад кон стварноста. Метар, метар и пол, 3 метри, при што со секој чекор си го чувствувам телото се повеќе. Чекорите ми стануваат полесни. Му допуштам на магнетот на животот да ме повлече кон себе. Додека преминувам преку неколку карпи и камења, враќајќи се назад кон главниот пат, погледнувам нагоре и забележувам дека еден човек зјапа во мене. Запирам и го погледнувам во очи. Те видов дека седиш на работ онаму, вели. Акцентот му е австралиски. Зборчето онаму му се истркалува некако чудно од устата. Да, погледот е неверојатен, нели? Се насмевнувам. Тој не. Изразот на лицето му е сериозен. Си ги протривам дланките од кусите пантолани, при што чувствувам дека телото се уште ми вибрира. Настапува непријатна тишина. Австралијанецот еден кус момент само стои пред мене, зачуден и збунет, се уште загледан во мене, без сомнение размислувајќи што да каже следно. По еден миг, внимателно ја склопува реченицата. Си ли е во ред? Како се чувствуваш? Еден миг молчам, се уште со насмевка на лицето. Живо, многу живо. Скептичноста кај него исчезнува и на нејзино место настапува насмевка. Кимнува со главата и продолжува надолу по патеката. Јас останувам горе, продолжувајќи со впивањето на погледот, за да ги почекам пријателите да стигнат до врвот. Најдете вашата карпа која што ќе направи да се чувствувате многу живо. Фала ви!